Македонија, добро вечер. Ново издание на Рапорт со Јофе на А1 телевизија. Ке ви кажев дека можете да не најдете на Facebook и дека сме најаки, бла, 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 ама немаме баш многу време за тоа. Започнуваме веднаш со темите за вечерва. Прво, многу често разговараме и размислуваме на тема што му е потребно на овој народ, што им е потребно на жителите на Македонија, што е тоа што ќе го направи животот подобар. Многу ми нафелат дека треба да се вложи во развој на економијата, да се привлечат странски инвестиции, да се отворат фабрики, да се вработи младината. Сепак, понекогаш забораваме што на вистина му е потребно на овој народ. Љубе Бошковски е тука да не подсети. Го повикувам Груевски најкасно до 1 да распише избори. Избори му се потребни на овој народ. Така е, на овој народ не му треба леп, не му треба ни сол, а најмалку месо. Мислите дека на овој народ му треба вработување, повеќе шанси за просперитет во оваа држава? Не, драги мои, сте се излажале. Само избори му се потребни на овој народ. Дајте му избори на овој народ за да му биде поубаво. Дајте му избори на овој народ за... Што? Ќе има избори? Навистина! Па тоа е прекрасно, па тоа му треба на овој народ, бе. Значи, те не обожавам кога политичари му излегуваат во преседе на народот и му ги исполнуваат желбите. Само чекај, бе, да не ме лажете вие, бе. Сигурно ќе има избори. Да, тоа Груевски кажал. Па, ајде да го слушнам па да дадам свое експертско мислење на темава. Бидејќи тој цело време за нас говори, ние сме биле ненародна власт, немаме поддршка од граѓаните. Еве, Бранко, дојди да видиме на избори кој е ненародна власт, кој ја има поддршката. Извади програма, пошто никогаш до сега нема извадена програма, ќе извадиме ние нашата програма, што планираме за идниот период. Паметно кажано, вие ќе извадите вашата програма, тие нека извадат нивната, па ќе си ги мерите. Да видиме на кој му е подолга. Абе, Бранко, ај сега да те видам. Груевски те повика, сега ти си на потек. Предвремени парламентарни избори во средината на јуни, СДСМ ја прифати фрлената ракавица на Груевски. Најпосле, вели Црвенковски, светлина во тунелот. Избори се единствен демократски начин за решавање на длабоката криза. Ако сте искрени во подготвеноста да се соочиме со народот, докажете го тоа. Прифатете го овој предлог и ајде да почнеме да работиме. Ајде да одиме, ама навистина да одиме на избори во јуни. Сите 5 услови за враќање во собранието се легитимни и логични и сите до еден поврзани со демократскиот амбиент за фер избори, смета СДСМ. Затоа понудија план со конкретни рокови. План? Рокови? Услови? Чекај малку, бе. Како тоа? Па нели бара избори? Со што сега комплицирање? Чудна работа, почитувани гледачи. И доколку ми дозволите, ќе се обидам да го парафразирам Бранко Црвенковски и неговото однесување во изминатиот период. Вака некако беше. Груевски, ајде на избори, ајде на избори, ајде на избори, ајде на... Што? Избори? О, не! Господине Црвенковски, знам дека си исплашен и дека бараш 1000 причини за да не се соочи со твојот страв да не излезеш на избори. Господине Црвенковски, 5 месеци упорно бараш избори. Ми фрваш некакви ракавици, ми порачуваш да одиме на избори за да не се излева гневот на народот по улиците. Еве, избори имаш. Сега и веднаш. Без одлагање. Без купување време. Те повикувам на избори јасно и гласно. Доблесно и достоинствено е да прифатиш. Право е, премиере, убаво му кажавте. Което е па да поставува некакви услови. Ако сака избори, нека ги прифати, а не да кажува прво барање, второ барање, глупости. Еве, премиере, вас да ве земеме за пример. Вие никогаш не би ни помислиле да барате исполнување на некакви услови за да се одржат избори. Демек имало сериозен ризик за правење фалсификат на изборите. Клучната можеби работа, за која што денеска дојдовме да дискутираме, во овој момент не е усогласена и тоа е сериозен ризик за правење на државен фалсификат на изборите. Тоа е вметнување на државни службеници или јавна администрација на избирачките кутии, а тргање на представниците на партиите. Чекај. Груевски стравува фалсификат. Па како па?
Па нели токму тој е на власт? Кој би му ги фалсификувал изборите? Што? Ова е од 2006 кога тој беше во опозиција и кога и тој имаше предуслови за одржување избори? Бучковски прифати 9 од вкупно 11 барања на Груевски. Ова е резултатот од денешната маратонска средба. По 4 часа Бучковски го прифати и предлогот ВМРО ДПМН да го предложи председателот на ДИК. Ке се прави и прочистување на избирачкиот список, на кој според ВМРО ДПМН има над 150.000 фиктивни гласачи. Премиерот сепак не прифати гласање на диаспората, како и промена на избирачкиот модел, ке остане истиот, пропорционален. Денеска Груевски предложи и 5 датуми за предвремени парламентарни избори. Би се одржале на 19, 26 март или на 2, 9 или 16 април. Ау, дежаву. Почитувани гледачи, што толку имавте можност да се вратите во и не толку далечна на 2006-та? Се исто, освен тоа што тога СРСМ беше на власта, ВМРО во опозиција, а сега е обратно. И што правиме сега? Бранко, ајде на избори. Време е. Бранко, ајде на избори за да видиме кој е диктатор, а кој не е. Бранко, ајде на избори. Да видиме кој е ненародна, а кој е народна власт. Бранко, ајде на избори за да видиме дали народот ќе гласа за транзицијска или за реформска Македонија. Бранко, ајде на избори. Бранко, ај море. Бранко бе, ајде на избори. Бранко, ајде бране, ајде стани. Ќе се успиеш, нема да стигнеме на изборите. Бранко, ајде на избори, мислам, нема смисла од твоја страна. Бранко бе, ајде, дојди да си играме држава. Бранко бе, каде си тргнал? Поседи ќе ти сваревме кафе. Види го, си замина. Бе, Бранко. Добро, ај малку посериозно сега. Дај да видиме што вели ВМРО ДПМН за барањата на СДСМ. Раководството на ВМРО ДПМН заклучило дека од 4 барања на СДСМ релевантни за изборите биле само 2: измените на изборниот законник и избирачкиот список. Доколку опозицијата се вратела веднаш во собранието, биле подготвени законникот да го изгласаат за 1 до 2 дена, според препораките на ОПСЕ. Значи опозицијата се враќа, тие го гласаат законникот, се во ред, се по пропис, се според ОПСЕ. Добро, супер тоа туку што е со Лейла и со Хајрија? Вие нормални сте бе? Изгледа сте заборавиле што ви рече шефот летово. Ќе мора повторно да ве подсетам режија. Денеска утрински вестник е истиот, ама има и меѓу кои стана поголеми партиски мегафони на Бранко Црвенковски на СДСМ. Но во СДСМ забораваат дека и народот ги научи овие трикови и со голема резерва и потреба за проверка гледа на сите информации кои доаѓаат од ваквите медиуми ставени на располагање на Бранко Црвенковски. Фала ви, премиере. Значи, ВМРО-вци, ќе ве замолам со голема резерва и потреба за проверка да гледате на сите случаи во лисијата. Сега, многу нормално дека Бранко ќе се труди колку што е можно повеќе да ги скара Риза и Хајрија за да се распане семејството, ама барем вие бидете предпазливи. Немојте толку лесно да прифаќате дека Риза си заменал кога гледате дека повторно се враќа. И да, бидејќи сте толку многу фини, гледате А1 дури покрај тоа што шефот ви го забранува тоа, ќе ви го кажам крајот на серијата. Ако не ја одблокирате сметката. Пред да продолжиме со следната тема, уште една работа поврзана со изборите. Ги изгледав и двете пресконференции, двете интервјуа на Груевски и Црвенковски и освен што изгубив добар дел од своето време, дојдов до заеднички заклучок, нешто што го имаше кај двајцата. Страв, почитувани гледачи, страв. И кај Бранко, и кај Никола. Иако глумат самоуверено, се чувствува стравот во нивните настапи. Груевски, иако се уште води на анкетите, се плаши дека она што го говори Црвенковски е вистина, дека народот е исплачен и на анкетите не го кажува своето вистинско мислење, па на избори може да го каже и да го симне од власт. Црвенковски пак не е сигурен дека тоа е така и се плаши дека бројките на анкетите ќе се пресликаат и на изборите и дека народот нема да му даде доверба уште еднаш. Ние
Да беше ситуацијата во држава поубава, ќе можевме најслободно да им фаќаме сера, вака. Почитувани гледачи, деновиве се збогуваме со нашиот европски пријател, амбасадорот на Европската унија во Македонија, Ерван Фуере. А разделбата е тешка, бидејќи заедно поминавме низ многу моменти. Васко Наумовски тоа го знае најдобро. Беше со нас и кога ни беше тешко, и кога можеби не ни беше толку тешко. Беше со нас и кога ни беше лесно, и кога можеби не ни беше толку лесно. Беше со нас и кога Владко Ѓорчев го споредуваше со советски амбасадори од 70-тите, и кога можеби не го споредуваше со нив. Во изминатите години заедно поминавме низ многу процеси, низ многу околности. А можеби и не поминавме, но сепак. Како влада на Република Македонија, ние бевме задоволни од неговите активности овде. Да, апсолутно дека бевме и се уште сме задоволни од тоа што го направи за нас. И премиерот е задоволен. Море презадоволен е тој. Токму тоа и му го соопшти на брошталната средба. Груевски немал време за Фуере, бил пребукиран со обврски. Со вакво образложение премиерот ја одбегна средбата со евроамбасадорот во заминување. Средбата со господинот Фуере ја откажал заради презафатеност и во тој контекст можам да кажам дека доколку најдам во наредниот период време ќе се сретнам со него, доколку не најдам нема да се сретнам со него и ќе му се заблагодарам на ваков начин за неговото работење. Да, мислам дека амбасадорот Фуере треба да пука од задоволство што му ја пруживте оваа чест и што преку камерите му се заблагодаривте. Ба сте фини премиере, морам да ви признам. А можевте и воопшто да не му се заблагодарите. Јас мислам дека баш напротив тој треба вас да ви се заблагодари. Вие овде имате важни државнички работи, тој средба очекува. Мислам глупости, глупости. Режија, дај покажите му на Фуере со која важна работа беше зафатен нашиот премиер. Дај кажи како е еластично. Види, доброто е што не се лизга. Значи има некој се лизга, па вака. Да, не се лизга. Добре, да. Не, вака. Да, господине Фуере. Премиерот Груевски ја проверуваше безбедноста на рачките во новите автобуси. Нема тој време за губење на некакви си таму средби кога безбедноста на граѓаните е во прашање. И да, почитувани гледачи, премиерот оцени дека рачките се безбедни, дека слободно можете да се држите за нив. Во наредното издание на шоу, во наредната недела ќе имате можности да видите и кратка репортажа за тоа како помина екскурзијата на премиерот и министрите во новите автобуси. Нешто што беше актуелно и што требаше да биде дел од минатото издание на емисија беше патувањето на Груевски преку големата бара во Америка. А минатото издание беше целосно посветено на настаните од Кале, па ајде сега да видиме што направил нашиот премиер таму. Сакам да го изразам задоволството што во овие 2 дена ми беше дадена можност да се сретнеме со многу високи функционери на Соединените Американски држави и да разговараме за Република Македонија, за односите меѓу Америка и Македонија, за прогресот што е направен и за едината се разбира. Она што можам да го кажам е дека имавме средба вчера со господинот Гордон Браун. Премиере, се до тоа супер, ама како да ви објаснам, како да ви го кажам ова, да не ме сватите погрешно. Ај вака ќе пробам. Знаете, Гордон Браун е поранешен премиер на Велика Британија. А вие се сретнавте со Филип Гордон, американскиот помошник државен секретар задолжен за Европа и Евроазија. Сега, да не испадне дека јас знам подобро од вас со кого сте се сретнале, ама... Толку за вечерва, почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието. Доколку пропуштивте нешто, имате можност да видите во репризата после полноќ, како и на официјалната Facebook страница на адресата facebook.com/Нарапор со Јофе. Чао, се гледаме следната недела.